Невработените кумановци последните години најголем интерес пројавуваат за мерките практиканство и самовработување, а помалку атрактивна за младите е мерката обука кај конкретен работодавач, информираа денеска надлежните од Центарот за вработување во Куманово, што се однесува пак до јавниот оглас за временно ангажирање на пожарникари. Заклучно со вчера аплицирале 20 невработени лица. Прв пат е предвидена оваа мерка. Ова е работно ангажирање, да не мислат дека странки дека е вработување, туку е јавен оглас, јавни работи за заштита и превенција од пожар и оплемирување на животна средина на локално ниво, пошумување. Значи, тој место кај што е изгорено, може и покасно вие да се случи да пошумуваат. Ова ќе трае негде 5 месеца и ќе примат странки кои што ќе аплицират 24.000 денари. Значи, пари ќе примат. Од тој 24.000 ќе се одбиват персонален дар и осигурување, не дај Боже, при проверата на работа. И со колку ќе примат, негде тамо 20-21. Тој со проценти. Да аплицира треба да е невработено лице до 55 години и да донесе потврда од матичен лекара за општа здравствена состојба и психофизичка способност на лицето и дека истото не боледуваат кардиоваскуларни, белодробни заболувања и епилепсија и да нема дијабет. Има се некои специфични, значи веќе тој потврда, ако не ги донесат, не може ни да ги уклучиме ние у овој. Моментално ДС, кога дојдовте, ви има 20 апликации, од кои сум многу задоволен. Ова ќе трае до 17 апликација. Ова иде заедно со работка со општини во ниво на цела држава и со Дирекција за заштита и спасување, ДСЗ, кој јас сум надлежен да зборувам за Центар за Куманово дел што го покриеме. Овој се предвидени негде 13-14 општини. За ние ќе случиме договор со невработени лица, општина и со Дирекција за заштита и спасување. Практиканство од ДСК многу сум задоволен од кој беше пуштен на 1 јули и ќе трае до 31 јули. Од кој моментално имат си, гледам, пошто од на време само се по 52 се невработени лица, што се аплицирани и правни лица, пошто паралелно аплицират. И правни лица се моментално гледам, пошто не може да зборувам со цифра, не гледам, пошто од на време можеби некој од колеги ќе унесе пријава доле. И овој што се моментално има и негде 39 правни лица апликации, да. Значи 39 апликации од правни лица, од фирми и 52 се од невработени активни лица. Значи тука треба да исполни услови да е 29 години, до 29 години, млад и да има средно образование. А за фирма што се знае дека треба. Значи тој 3 месеци идат, по 12.000 ги зимат невработени лица, со одбиток на овој персонален данак и осигурување при повреда на работа. Друга мерка што тече моментално е обука кај конкретен работодавач, кој ја ви кажу нема многу интерес заради тој што фирмата е задолжена 3 месеци да го обучи странката, од кој ќе зема 12.000 денари странка, а на крај на обука после 3 месеци фирма ќе зема 25.000 денари како провайдер што го обучише странката, а услов е уште 3 месеца под тие што ги има да ги држи на работа. Како идете? Ако има 4 вработени со неопределено време, му следува 2 да ги зема. Од кој? Еден мора да го вработи. Ги повикуваме, ја сви настани ги повикуваме, не знам, нема многу интерес за практиканство се има. А за врска со тој беше многу голем интерес, не само кај нас на ниво на цели центри, ниво на цела држава за самовработување, кој си беше, кај нас имат аплицирано 416 лица, од кои 170 со дуел, 91 со лица до над 29 години и тие 155 со лица што се по 29 години. Разлика е од тој што до 29 години ќе примат 10.000 евра, на 29 години ќе примат 7.000 евра, а кога имат дуел, овие ќе примат негде зависи од тој кој од која категорија спаѓа. Значи тука може да прима 14.000 евра, 17 или 20.000 евра, од кој, да не се лошо разбереме, не су пари кеш, туку су
материјал, репроматеријал, врз основа на тој што ќе го прават бизнис план. Да не се деси како претhodneви години, нешто све друго, у бизнисот пишува и сака, пошто кај нас, кад потпишеме договор, значи овој иде негде на 5 етапи. Јавен повик, ќе дојде да аплицират, селекција се прави у Генерална дирекција од Скопје, само ни донесе список, ги викаме тие, ќе има 2-дневна или 4-дневна обука, од кој после ќе има и бизнис план од надворешни консултанти со агенција за предмираштво, ќе прават бизнис план. По тој бизнис план, ако успешен, ќе правиме договор и ќе донесат профактури. Тие профактури што ќе донесат, нема ниту еден профактура да се реализира како фактура док не се уклапа со бизнис план. Тој да сме јасни од сега. И ќе ви кажам, ги молам сите странки да се сериозни од бизнис, пошто ќе има казни